Ученици од угостителско-туристичката струка при Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица учествуваа на меѓународниот натпревар во готвење Black Sea Fish Festival, што се одржа во Констанца, Мамаја, Романија. Под менторство на професорката Ивана Петров Ѓоргиева, новој натпревар во конкуренција на околу 100 ученици од повеќе држави освоија многу вредни награди. Поминавме одлично, можам да кажем дека еве според наградите и бевме и најдобар прогласени за најдобар тим на цел натпревар. Ние заедно со учениците се спремавме добри месец време за да отидеме на овој натпревар. Еве, според тоа што се спремавме, добивме и многу добри награди. Учениците се подготвуваа во спремање на риба и таму беше како еден вид на изненадување. Добија риба, ама тие претходно не знаеа за каква риба би станувало збор, туку само овде во Струмица се подготвуваа за оние состојки кои што би можеле да одат со тој вид на риба. За изненадување мое и секако на сите присутни учениците на своја 17 годишна возраст успеа да земат 3 златни медали и 1 сребрен медал. Ние заедно со уште учениците, значи 4 ученика, јас како ментор и неколку готвачи од Струмица и плюс неколку готвачи од цел регион на Македонија, бевме вкупно 15 луѓе и не прогласија за најдобар тим, бидејќи останатите готвачи, односно сениорите на надпреварот, бидејќи учениците беа јуниори, сениорите на надпреварот подготвуваа една изложбена маса за македонски традиционални јадења, значи имаше подготовка на јадења од риба, имаше подготовка на јадења, сладки јадења од смокви, од локум, од диви смокви, исто така татлија, нашата традиционална струмичка, и за таа изложбена маса и како ние се представивме како тим таму, добивме и голема награда за најдобар тим на цел натпревар. Да. И секако награда златен медал за менторот, односно за мене. На меѓународниот натпревар Black Sea Fish Festival, кој се одржа во Романија, учествувале учесници од повеќе држави. Да, учесници имаше многу, значи само надпреварувачи на надпреварот имаше 100. Надпреварот беше само за средношколци и за студенти од факултети. Имаше 100 надпреварувачи, а вкупно цел надпревар заедно со сениорите, оние повозрастните готвачи, менторите и плюс други останати гости од секторот на туризмот и угостителството беа над 200 надпреварувачи, значи беше солидно голем надпревар на кој што еве пак ќе кажам, ние успеавме да дојдеме со едни од подобрите награди, можем да кажем и најдобрите. Да кажем, на овој натпревар имавме учесници од Словенија и од Турција и од Романија, секако од Италија, од Хрватска, од Србија, и баш сега ќе се надоврзам со тоа дека среќна сум што тие ученици и моите ученици веќе се на едно исто ниво, бидејќи да бидеме реални, економските состојби во тие други земји се се многу подобри од нашата, и тие ученици се наоѓаат во ситуации каде што можат да работат и со многу помодерна технологија и со многу модерна опрема. А нашите ученици секако се надевам и сигурна сум дека за некое време во иста ситуација ќе се најдат и тие ќе работат со таква опрема, ама сепак и сега се снаоѓаат и веќе се рамнат на исто ниво со нив, па баш затоа и ние сме толку амбициозни и одиме напред за нови активности. Ние претходно сме учествувале на многу надпревари, бевме во Ниш на надпревар, во Хрватска, еве и овде организиравме заедно со учениците. Јас бев организатор на тој надпревар, но сепак учениците ми помогнаа максимално од цела организација до опишување на проектот па до крајна реализација, што сум реално презадоволна. Ми помогнаа максимално и секако одиме на саеми, на разни видови на конференции, се што има ново во угостителството во Македонија, па и во поблиски држави, каде што може ние да си дозволиме, посетуваме и гледаме да сме во тек со сите новости. На надпреварот Ива Сретеновиќ, Сара Цекова и Михаил Анастасов се закитија со злато, а Камелија Ристова со сребрен медал.